Дали би извршиле предавство на свој близок со цел да се заштитите себе си? Дали човек останува немојкен пред правдата која е во рацете на мојкниците? Почитувани, добре дојдовте во уште една епизода на Сенките на книгата. Оваа емисија е во соработка со Градската библиотека Бурката Лески Прилеп. Денес зборуваме за Дервишот и смртта на Меша Селимовиќ. Оваа книга говори за патот на духовноста, уништен од малодушноста, и за родишот на омразата. Малодушноста предизвикува човек да се сомнева во се. Зборува за понизноста и омразата кон авторитетот и станувањето на авторитет која е продолжена рака на неправдата. Тука се доведува до прашање и Божјата волја, која се смета како врховен суд. Но, ако авторитетот е воден од Божјата волја и некаква си правдина, тогаш каде е онаа правдина кога човек е неправедно осуден затоа што зборува против власта? Дервишот и смртта ја доведува до прашање полезноста на човекот во оваа земја. Оние луѓе кои што наоѓаат полезност во својата вера се често соочени со малодушност и страв, како што е шејхот Дервишот Нурудин. Оние кои наоѓаат задоволство во земните нешта се често соочени со несигурноста која што ја носи утрешниот ден. Но сепак човек мора да верува дека неговиот живот има некаква цел, затоа што безсмисленоста е уште полоша и убива. Оваа книга говори дека благородноста на човек постои дури и тогаш кога тој е соочен со предавство на своите блиски. Хасан, соочен со предавството на своите блиски заради татковиот имот, не ги напушта високите морални вредности, добродушноста и честноста. Шејхот Нурудин, соочен со убиството на својот брат, е обземен од малодушност. Таа го мами, продира низ слабините на неговата душа и предизвикува да стане непоколеблив во својата омраза. Немојкноста да го спаси сопствениот брат предизвикува да стане сплеткар со цел да се одмазди на властите кои се виновни за неговата смрт. Единствена оддишка бара во пријателството со Хасан, но и ова пријателство е ставено под суд кога властите од него бараат да потпише екзекуција за сопствениот пријател. Со тоа станува поразен од она што најмногу го мрази. Селимовиќ во оваа книга учи дека благородноста и човечноста се избор на човек и го издигнуваат над злото. Човек може премногу да е религиозен и да верува во Божјата волја и правдина, но сепак да е слаб и немојкен кога неговото срце е затемнето од омраза. Смртта на Дервишот е книга која учи за вредностите на односите со луѓето и пријателството. Укажува на тоа дека доблеста не може никогаш да биде уништена од ниедна моќ. Благородноста го избавува човек од корумпираноста, а омразата е како бумеранг. Онај што мрази нешто е најчесто уништен од она што го мрази. Денес разговараме со прилепскиот поет и писател Филип Димковски. Здраво, Филип, ти благодарам што прифати да бидеш дел од нашата емисија. Благодарам за поканата и ме радува што еве и Прилеп доби една емисија која е посветена на книжевноста и ја обработува од еден друг агол, малку поспецифичен, особено ми се допаѓа оној дел во кој ги анализирате книгите, затоа што гледам дека во регионов има многу убави и емисии и подкасти посветени на книжевноста и некако ни недостасуваше тоа. Ви посакувам уште успешни изданија. Ти благодарам. Имаш издадено 7 книги. Поезија се, така? Да.
претежно е детска поезија? Не би рекол, затоа што првата книга што ја објавив, тогаш пишуваше детето во мене, бидејќи бев дете, бев осмоделенец, а последниве две книги се... Значи, всушност две книги имам за деца објавено, но некако, особено со Заедно да растеме, за која подоцна ќе зборуваме, некако најголема афирмација ми направи мене како автор и најмногу се прошири, можеби затоа се добива таков впечаток. Така. Кажи ми зошто детска поезија? Прво, секогаш сакам да ја правиме онаа дистинкција помеѓу детска поезија и поезија за деца, затоа што кога велиме детска поезија, мислиме на поезија што ја напишале децата, а поезија за деца пишуваат возрастните автори, односно се трудат некаде да го пронајдат детето во себе. Премногу работа, не верував дека јас некогаш ќе пишувам литература за деца, но после повеќе од 10 години работа со деца, природно настана, особено Заедно да растеме во 2018-та, и чувствував огромна одговорност. Дали воопшто треба да го направам чекорот и дали она што сум го напишал заслужува да биде јавно публикувано. Затоа целиот материјал за таа книга ја предадов на нашиот, со право ќе речам, најчитан македонски автор, особено за тинејџери, Горијан Петревски, кој му реков, не барам рецензија, не барам осврт, прво барам одобрување од вас како автор, дали сметате дека она што сум го напишал заслужува да биде објавено, така што освен одобрување добив и една опширна рецензија од него и така настана Заедно да растеме. И некако многумина токму по таа книга ме препознаваат, иако веќе многу време помина од како е објавена, но навистина се раскрили, доби две големи меѓународни награди во Хрватска и во Србија и така едноставно остави печат, но секако треба да се работи на ново. Така, ти честитам за наградите. Благодарам. Кажи ми нешто повеќе за книгата. Заедно да растеме, реков, објавена е во 2018-та, содржи 2 циклуси. Едниот се однесува на екологијата и односите на човекот, односно на децата кон природата, но и односите во семејството. А вториот дел е поблизок со мојата основна струка, со земјоделството, затоа што има голем дел песни, некаде 20 кои се посветени токму на плодовите, на зеленчукот, на овошјето. Целта ми беше да тие го има тој дидактички елемент, значи даваат информации за плодовите, од каде доаѓаат, од каде потекнува, да речеме, лубеницата, дека е од пустината Калахари, зошто е корисна да се јаде и така натаму. По тој принцип се направени и другите песни. Интересно е дека токму во тој дел, тоа никогаш не ми се случило претходно, а ни потоа, во една вечер мислам дека, односно една ноќ, мислам дека напишав 14 песнички. Браво. Да. Секако после направи селекција и доработка, меѓутоа, ете тоа. И веројатно цела таа енергија што ја вложив, тогаш работев како заменик уредник во издавачката куќа Едукамак. Цела енергија, многу контакти со деца, постојано по училишта и по градинки. И некако се раскрили таа книга, што ми излезе, може би направив една авторска грешка која не им ја препорачувам на другите автори. Во кратко време, во ист месец излегоа 2 мои книги и Заедно да растеме тотално ја засени другата книга. Во Србија ја доби, реков, наградата, значи преведена е на српски јазик и објавена таму, во Банатскиот културен центар. Доживеа големи промоции во Белград и Нови Сад. Ја доби наградата на Хрватското книжевно друштво во Риека.
и едноставно се уште патува и за чудо се уште библиотеките во државава ќе се јават по одредени поводи и настани да одржиме работилница за таа книга. А јас веќе чувствувам должност, одговорност и обврска да создадам и да објавам нешто ново. Кога ги спомна работилниците со книгата, мислам дека правеше работилници тука во училиштата, во Прилеп, со книгата? Секаде, значи некаде пресметував, има повеќе од 100 работилници сигурно и средби поврзани токму со заедно да растеме. Значи во Македонија, во многу градови, еве следно повторно дам во Кочани, но сега со нова содржина, а инаку беа работилници многу и во Бугарија, во Хрватска, во Србија, во целиот регион. Кажи ми на каква реакција најде од страна на децата? Знаете, многу автори сега особено мислат дека ќе влезете во училница, значи публиката секако ви е обезбедена, имате минимум 25 луѓе. На промоција која сами ја организирате може да ви дојдат и 5 мина. И дека децата ќе се насмеат и така радосни ќе бидат и вие ќе се чувствувате успешно, но не е така, затоа што децата, а и дел од нивните наставници препознаваат дали некој дошол да се промовира себе си или дошол да даде некоја позитивна насока и промена во образованието. Децата се навистина, иако клише звучи, најискрената публика и најубав момент за мене е кога ќе настане тишина и кога ќе видите дека навистина децата ве слушаат. Особено деца од 4-то, 3-то деление, кога се немирни, за една песна се вика големиот мал музичар, а сите ми велеа, не, оваа песна каде пред деца, многу е долга, никој нема да те слуша, немаат внимание. И во Велес, мислам дека во училиштето Кирил и Методи имаше огромен број на деца, не една училница, туку тоа беше во рамки на детски рацинови средби. Искрено не знам, може би имаше 150 деца и јас си реков сега овде страв да те фати, како ќе успееш пред нив. Таа тишина што настана додека ја рецитирав големиот мал музичар никогаш нема да ја заборавам и некако ми е доказ дека постојано човек треба да се труди и искуството не да биде опуштање, туку искуството секогаш, барем за мене, носи многу поголема одговорност. Значи, дали следното ќе биде барем на исто ниво или малку подобро. Ако биде полошо, тогаш подобро да не го објавуваме и да не одиме да правиме работилници, едноставно да сме искрени со себе си. Ако тоа е нашиот максимум, подобро е да се повлечеме и да застанеме. Често во твојата поезија пишуваш за убавините на животот, за радоста. Кажи ми дали човек треба да станува секогаш со добра мисла, да го дочекува утрото со добра мисла? Не знам дали треба, не би дал препорака, не се чувствувам компетентен секому да речам ти треба кога ќе станеш са бајле да си насмеан и ведар. Може би некој едноставно не е таков и не му еден од таков. За мене поезијата е она што истекува од преполната чаша. Значи, кога ќе се исполни моето битие со радост, со љубов, со ведрина кон животот, е она што ќе претече, се влева и се слева во песните. За мене е тоа поезијата и за мене е желба преку неја да поттикнам дека човек може да ги види малите и многу убави нешта во живењето и дека тие ги има. Само што прашањето е колку сме насочени кон тоа и порано никогаш не се согласував со мојата професорка по англиски дека среќата се учи, ама навистина е така.
многу потребен е тренинг да ги истренирате мислите, да сте добра мисла и да гледате со такви очи во животот. Не дека треба да се занемарат, односно да ги негирате, морате да ги решавате проблемите попатно во животот, ама појдовната точка е друго кога имате една ведра перспектива. Така. И кажи ми за крај, кои книги би ги препорачал за младата публика? Вистина тоа е веќе се потешко и поодговорно да се понуди. Море од книги имаме и искрено верувам во она пак клише дека добрата, односно книгата што треба да ве најде, ќе ве најде. Годинава ми почна, тоа е за возрастни, не е за деца, но ми почна со книгата Градинарот и смртта од Ѓорги Господинов, најпреведуваниот современ бугарски автор. Воодушевен сум од нарацијата, едноставно ме обзеде таа книга и за 4-5 часа ја прочитав целосно, ја препорачувам. За децата да ја читаат заедно да растеме. И новата книга Овошје и Зеленчук, мислам понова во 2023 во издание на Феникс, и да се надеваат, односно да ме поттикнат конечно да ја објавам новата книга со раскази која има еколошка содржина, а има и уште една книга со песнички која некаде пред крајот на 2026 треба да биде објавена. И секако да ги читаат македонските автори за деца, да остават книгата, ако проникнат во неа, ако им се допадне, тие се толку доволно искрени, значи да читаат што повеќе, а во, како викаме, во пченицата покрај какол има и зрна, така што сигурно ќе ја најдат вистинската книга. Сега имаме многу автори за деца, но станува многу потешко да се најде и да се прочита вистинската книга. Ти благодарам, Филип, што прифати да бидеш гостин денес. Благодарам и јас за убавиот разговор. Почитувани, се гледаме во следната епизода.